Во врска со мојата кандидатура за председател на СДСМ, денеска ќе ви соопштам уште некои елементи од мојата програма. Ова е само дел од програмата, меѓутоа како и остатокот од програмата се е насочено кон тоа да направиме победнички СДСМ. Прво, организацијски. Стриктно ќе го применуваме принципот огледало на изборната мрежа. Тоа значи дека СДСМ ќе биде поставен комплетно исто како што е поставена Република Македонија за парламентарни избори. При тоа, покрај председател, подпредседатели и секретар, во СДСМ ќе има 6 главни координатори, по еден за секоја изборна единица, при што тие ќе доаѓаат токму од изборната единица на која што ја припаѓаат. Ова ќе биде сериозна политичка и организациона позиција која што ќе носи сериозни одговорности. Оваа логика на поставеност ќе ја следиме и надолу до партиската база. Тоа значи дека СДСМ ќе има една многу поактивна организацијска форма, ќе биде присутен, така да кажам, до последното мало, до последната зграда, со еден збор ќе бидеме поорганизирани, поактивни и ќе ни има секаде. Вториот елемент од програмата за кој што сакам да зборувам денеска, го нарековме силата на регионите. И тој се базира на регионалниот политички принцип. Тоа значи, јас пред неколку дена кажав дека за носителите на листи за пратеници во секоја изборна единица, носителот ќе биде токму од таа изборна единица. Денес сакам да соопштам дека не само носителите, туку и целата листа на пратеници од СДСМ ќе бидат кандидати кои што доаѓаат токму од таа изборна единица. Ваквиот регионален политички принцип е фер, е праведен и создава еднакви шанси за сите членови во партијата. Трето, конечно ќе ја реализираме идејата за влада во сенка. Ова е идеја која што јас ја промовирав и околу која што се борев во партијата, ја иницирав како тема на органи во партијата во изминатите година и половина. На овој начин сакаме со формирањето на владата во сенка и ресорски да ги организираме некои од активностите, што ќе значи и производство на идеи, производство на проекти и во крајна линија ќе биде подобра комуникација со јавноста, граѓаните на парламентарни избори конечно ќе знаат за кого гласаат. Владата во сенка ќе ја формираме најдоцна до крајот на годината. Четврто, ќе ја подмладиме партијата. Ќе им го дадеме на младите од Социјалдемократската младина на Македонија местото што им припаѓа. Ќе отвориме простор за да дојде до израз нивниот голем интелектуален потенцијал, да можат да дадат свој придонес во сите области од активностите на партијата. Конечно, веќе нема да може да се случи во собраниската групата на парламентарци од СДСМ, да нема ниту еден представник од младината. Конечно, со овие мерки за кои што денеска зборувам, кои што се дел од програмата, ќе ја раздвижиме партијата. Ќе зголемиме желбата, енергијата, ентузијазмот, мотивираноста кај членовите, ќе ја подобриме внатрепартиската комуникација и во крајна линија ќе ја зголемиме взаимната доверба. Благодарам, дали имате некој прашање? Најавивте влада во сенка, господин Ивановски, таа беше најавувана и во изминатиот период вие сте дел од актуелното раководство на партијата. Дали сметате дека е хендикеп што не беше формирана до сега? Па јас мислам дека формирањето на влада во сенка, мислам дека ќе помогнеше. Проценката беше дека во дадените околности таа треба да почека за понатаму, меѓутоа мислам дека нема повеќе време за чекање за влада во сенка и мислам дека до крајот на годината таа би морала да биде објавена и формирана. Што едно прашање, дали го сметате за предност или за хендикеп како кандидат за председател на СДСМ да ја барате довербата од делегатите кои што се од 2011, значи не збориме за нови, него делегати кои што беа од 2011? Видете, нити јас ги бирав делегатите, нити на било кој начин го сметам ниту за предност, ниту за слабост. Делегатите се тие кои што се избрани и на крајот мислам дека секој од кандидатите ќе треба добро да се потруди околу својата програма и презентацијата на своите идеи за да ја добие довербата од делегатите. Господине Јовановски, деновиве Жирновски е актуелен со обвинувањето за понудизамит. Дали вие, лично вие, би го објавиле името на човекот кој што ви понудил мит? Значи вака сега, ова прашање не одговарам како во името на партијата,
толкова го разбирам како прашање поставено до кандидат за председател на СДСМ. Јас мислам дека ако има таков пример, мислам дека во интерес на сите е тоа да биде објавено и расчистено. И ваш коментар накратко за оставката на досегашниот лидер на партијата, ако може кратко. Значи, зборувате за председателот Црвенковски. Да, Председателот Црвенковски нема дадена оставка, председателот Црвенковски има само најавено дека тој нема да се кандидира и нема да прифати кандидатура за председател на партијата во наредниот 4-годишен период. Тој нему само му завршува овој период за кој што беше избран. Благодарам. Може?